Сега попладне веќе во овој момент се на 27 милиони, така да навистина од час во час се менуваат приливите, еден голем одзив, една голема солидарност, би рекол хуманост се покажува од граѓаните, не само од државата внатре, него и од странство, значи од Европа и подалеку. Така да тоа очекуваме наредните денови да расте, секако тоа што кога би ги доделувале средствата, секако наредните 10 до 15 дена би ги собирале, после тоа би следеле оние проценки, би рекол, мада нема што да се проценува, се знае, тие се средства кои се исклучиво наменети за настраданите семејства од трагедијата во Кочани. Кои се најголемите донатори? Ги има повеќе, не би сакал да издвојам некого, значи од сумата што ви ја кажав, еден дел припаѓа на телефонските повици, околу 8 милиони денари се доложи на активноста на граѓаните и донирањето нивно преку телефонските броеви. После тоа имаме на жиро сметка многу предпријатија, фирми, физички лица донираат средства, некаде околу 8 милиони и 1,5 милион денари сега за сега се остранство. Само да појасниме како ќе ги добиваат средствата, односно дали вие ќе проценувате на кое семејство колку му се потребни средства, дали тие ќе имаат побарување од вас во зависност од тежината на повредата или останата? Знаете, Црвениот крст има една добра пракса во минатото, нема да отстапиме од тоа. Транспарентноста пред се ни е на прво место. Само би кажал дека во оваа пригода и прилика Црвениот крст се што собира, значи комплетно е наменето за фамилиите, така да никакви задршки, никакви трошоци не се покриват никаде, него едноставно до денар кој влегува на сметката на Црвен крст оди за луѓето кои настрадале. И што ни кажете, вие сте и одговорни за организација, односно за логистичка поддршка во текот на утрешниот ден, каде што ќе се случи и последното испраќање на загинатите, дали се подготвено од тој аспект? Па би рекол дека се е подготвено. Сега во овие моменти дека разговараме со вас, јас излегував од нашиот кризен штаб за ден-два, колку што од кој ни беше доделена наш задачата да го организираме сето тоа, значи комплетната логистика нам ни припаѓа во овој случај, така да тоа е, би рекол, комплетно готово направено. Освен тоа, Црвениот крст утре ќе биде присутен на терен со многу своји екипи, некаде околу 120 волонтери и вработени ќе бидат ангажирани на сите места каде што ќе има погреби, ќе има тимови на Црвениот крст.